Здраво дечки, добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Добро утро. Денеска е 10-ти ден од предизвикот кој што го правам, 90 дена со мене. Слабеа, морам да ви кажам дека многу хубаво се чувствувам заради тоа што конечно после неколку месеци си ја вратив мотивацијата и желбата за да правам тренинг. Еве веќе 10 дена. Не правам секој ден по 2 тренинга, но барем 5 дена мислам дека напред. 10-та, барем кога не одам 2 пати, правам и кардио и тежински тренинг исти ден. Денеска за да не биде доsadно видеото и само да премем топче, на Инстаграм профил ќе ставам сториња и ќе ме прашувам отприлика како сакате да ми се движи денот. Првото стори да прашав дали да положам да спијам или да станам да вежбам. Вие ставите да вежбам. Сигурно по мандар и ќе видиме што е след. Одам да го земам мандар, фактички денес ќе му излезе, вие го контролирате мојот тренинг ден. Не ми беше план уопште, али така некако ми тргна со спиењево и така станав. Така да ајде, што и да ставам денеска на стори ќе го направам, ќе се опитам да видам што поинтересно. Го зимам мандар, ми напишам на стори дали да го слушам Стефанатор или Поп Смоук. Поп Смоук е мотивација, Стефанатор нема баш такви песни и вие нормално ставите повеќе за Стефанатор, еве го сторито. Ајде тоа што се загрееме денешен тренинг со Стефанатор. Ајде да го пеам. Многу ме интересира реакцијата на мандар кој ќе влезе околу. Шо правиш? Шо правиш? Ево моја прекратка, за ништо не се каеш. Шо правиш? Само кажи ми шо правиш. Дали си сигурен дека сакаш да останеш? Шо правиш? Ши ми се пестичава, ова са сабајлец ќе ти тргне денот. Шо правиш? Шо правиш? Шо правиш? Ши ми мајка, сега ти шепотам кога си веќе моја. Се топиш и менјаш боја, веруј на тебе сум лојал. Што викаше по мене, морав така да постапам. Ова место нема никогаш никому да го отстапам. Шо правиш ти? Ја за ништо не сум крив. Митиш, продолжуваш по патот и со лицето се мрштиш. Дали си нормален за музика да се бајле? Брат, как е пева? Не. Морам да го слушам. Шо правиш? Не. Ти шо правиш? Не го знаеш? Не. Стефанатор. Мора сега тренинг да правим со Стефанатор. Не знам, дај застане да излезам, те молам. Дечки, моментално ние тргнавме на кај крст заради тоа што ставив стори и наместо да бидете верни фанови, верни пријатели, да изгласате до средно за да не се мачам до горе. Чекај брат, не можам да одам, што ми мајка толку. Само што тргнав, треба да идеме до крст. Ајде дечки, идеме нагоре па ќе ви се јавиме за кратко. Ајде бе, дечко бе, ајде бе. Леле, ќе саќе бе. Сири бе. Копиле. Не, сири. Сири. Добро. Гомно едно. It's okay, еве го крстот. Се искачивме. Интересната ствар што се случува со мене, а и со сите вас дефинитивно е дека немаме доволно мотивација за да си ги оствариме целите. Пред 2 дена тргнав сами, не стигнав до пола, а денеска бидејќи морам да снимам и да не бидам пиченце пред вас, а бога ми човеков ќе ми степа. Стигнавме до горе. Сега се мињаме, одиме кај мене дома и следуваат другите предизвици. Се гледаме. Епа дечки, се вратив јас од водно со мандар, ставив на мојот Инстаграм профил, еве го сторито. Дали да се бањам гол или облечени, вие сакате да се бањам облечен, нема проблем, ќе се бањам облечен. Со чорапи, со све. Ајде се среќам. Пончиц. Сакаш да се бањаме во млеко или не? Кажи што ќе кажеш, јас ќе бројам до 5. Еј, мила Панамера, таблици љубов. Честито, дечки.
Па дечки, конечно дое време и да јадам. Доста се зезавме, дај малку да кажам неколку збора околу се ова што се случува. 10-ти ден од почетокот што го започнав поврзан со предизвикот. Почнувам повторно со прв оброк како и на првото видео со протеини без јаглени хидрати. До душа има тука малку од пченката, но ништо специјално. Го рипам пак доручекот. Не знам зошто е така ми дое денеска. Најоптимално за вас би било секако да имате доручек после тренингот, но веќе е 12 саат, малку се завлечкавме со мандар, така да за тоа и денеска веднаш одам на ручек, малку подоцна ќе одиме и до City Mall, ќе јадам од кинеското. Не е дека треба да се прави диета со кинеско, но кога јадеш нудли, пилешко и брокула, пак некога ќе му дојде, така да јас си дозволувам малку повеќе околу тоа, заради тоа што имам добар метаболизам и многу брзо ми се враќа формата. Вежбам повеќе од 4 години и затоа тие што се почетници ќе им биде објаснето после 90 дена убаво. Јас да јадам, а се гледаме со вас малку подоцна. И уште една работа, дечки, додека јадам да ви кажам дека најубавиот момент од диетава која што ја терам и предизвиков, односно овие 90 дена, што е стварно многу лесно, нема да ви покажам што јадам за да остане секако за крај. Многу е лесно да се изведе се од Бодан кој што е мој тренер и мој нутриционист, буквално се ми е. Периодов и другари, брати, све ми е напишано од саат до саат колку тренинзи треба да се прават, каков тренинг треба да се прави и многу ми е мило што мотивацијата конечно ми се врати и верувам дека ќе направам многу јака трансформација заедно со вас. Ало бре! Кажи здраво. Кажи здраво. Кажи здраво. Дали ќе слабееме заедно? Ако ме личнеш ќе слабееме. Ој! Срцево. Добро, ќе слабееме заедно, добро, те сватив. Како што гледате, госпоđи и девојчици, драги и поштована публика, на мојот Instagram профил ставив фотографија, така врз него ставија фотографијата. Тева муст. Дека треба да му го избришам Инстаграмот и нормално вие гласате со да, многу се смеам под маскава. Дај телефонот. Упали Инстаграм. Логирај се сега. Мене социјалните мрежи ми значат живот, значи Само може да се види. што е тоа? Please. Ево го, мандар. Логин. Нече, брате. Ајде пак. Нече. Нема? Vasil.mandar, пишете на Инстаграм ако не веруват. Ајде му у City Mall. Ај на здравје, брат. Фала, брат. Задоволен ли си од Да ти се спори. Задоволен ли си од Лазаров од части? Реков ја да живее гагат. Ставив стори, дечки, дали може да се најадам. Ставивте No. поише за јес, така да фала ви. Еве, што земав? Пилешко, нудли и брокула. Само така се слабе. Ајде, јадеме на рад. Гаген. Гаген потуши ли како? Не, брат, ќе идеме сега да пиеме некој кафе, ваljda. И после тоа идеме Прс. Хеј, кој си ти? Отkud слово моја дјевојка? Хеј, ма кој си ти? И откуд тоа на тебе знам? Манекюре, добра е све. Сломи чуте ако си с нју. Причекај мало, иде ми ја. Прави чемо гаген ја. Е, тоа више може. Поставив на мојот Инстаграм профил, еве ги сторињата, дали да продолжам да си лежам во кревет или додам на што се кочам, или додам во теретана и ало бре матори, нормално додам во теретана, оставете го човекот да полежи малку, се шегувам. Потоа ставив уште едно стори, дали да пијам стероиди или да пијам протеин. Тука бевте паметни, ама стероиди ми требаат побрзо да растам, да слабеам. Шо му е на келнерите, брат? Се шалам, дечки, еве го протеинчето. Се зезам околу стероидиве, така да секи се напијам протеинче. Имам уште една работа да направам, односно следно стори кое што ќе го објавам и да видиме што е тоа. Фала, дечки. Значи, не значи дека секој стори што е лудо ви морате да пишете да, за да го направам. Оти билјадарка. Нема сте го правиле ви ово. Сискоцкав илјадарче. Видовте колку брзо. Дечки, само една работа ќе кажам. Никој од вас немојте да го свати тоа дека е добро нешто, го направив како зезанција и ќе ве замолам никогаш да не влегувате во казино заради тоа што таму само пари лапат. Сега, уште едно стори ставив. Ево го, прекрасно стори. Дали да ја кажам на мајка ми?
Вие кажавте да. Ајде да видиме како ќе изреагира. Мамо! Мајко мори! Дојди, маца, ти кажам што. Што е, на планина си расте? Не сум на планина, ти си ме растела. Шо правиш? Ништо, пробам малце да одморам, кажи Да што. ти кажам нешто, ама не се лути, ама не. Што е, Стефан, сега? Се смее, види. Ништо искоцкав пари, пак. Што се направил? Искоцкав пари. Какви пари, бе, Стефан? Така, искоцкав пари, шо? Ќе треба ми даеш пак. Стефан, се зафркаваш ти за мене? Немам искоцкав пари, не те лажам. Ќе треба ми даеш пак, сега немам шо. Аз ги искоцкав, сакам да направам поише. Ти дам пак. Да. Да ти дам пак. Да. Ја ке работам по цел ден, а ти си искоцкал пари. Се заебаваш, нели? Не се заебавам, искоцкав пари. Ај слушай да ти кажам, ако овој пат се заебаваш, не, и да се заебаваш и да не се заебаваш, Не би искоцкав, 5000 искоцкав. 5000 динари искоцка. Ајде. 10. 10. Ама само 5 ми треба, знаеш зашто ми треба да купам нешто. Не, Стефан вака. Ајде, синко, значи ја вака работа не заслужив. Пакувај си се и кој ќе ти даде надвор. Ајде. Ајде, Кога ми прекаш на двор. ајде. Ајде, готово. Шо мајка си ти? Абе, каква сум, таква сум. Значи ја ако не чинам, ја прво не заслужувам ваква у коцкарница да влегува мојот син. Мојот син да влегува у Полека, бе, коцкарница. полека, Да тоа се ти снимам, прави. бе, снимам за YouTube, се зезам, бе. Нема си го Ке објавило. ми сте па. Ама стварно искоцкав 1000. Преку глава и една жена махме. Ај честито, ако не ставите лайк за ова, а пога ми subscribe, ќе ви скинам сите. Моментално сум во Капитол, се качувам горе за да вежбам раце и многу малку ќе ви снимам од тренингот и доста беше со заебанци, кога се вежби, сакам да сум максимално посветен за да дојдам до посакуваните резултати. Ставете лайк, ставете subscribe на ова видео, а се гледаме на тренинг малку нема подоцна, одма се гледаме на тренинг. Газам бицепс, ало бре! Еве дечки како полека изгледам. Почнувам да се враќам, се чистам. Добро, ова е малце после тренинг раце и нормално е да изгледат мускулите поголеми, но поради тоа што бев на вистина многу добар пред година-две, многу брзо се враќа и мускулата. Што ќе биде за 80 дена од сега, леле. Дечки, тоа е тоа. Се изморив бајаги, супер тренинг направив, супер ден поминавме, се забавувавме. Продолжуваат уште 80 дена. Ќе се дружиме заедно, ќе ви докажам дека вреди онаа програма која што ќе ви ја представам после 90 дена да се проба. Фала ви на поддршката, продолжуваме понатаму, ставете лайк, ставете subscribe, пишете во коментар што најмногу ви се допадна тоа видео и дали можеби некој од вас добива полекано сигурно мотивација за да вежба. Се гледаме во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.